Почитувани граѓани, колеги пратеници. Веќе втор ден во оваа сала дискутираме за една многу сензитивна и една многу важна тема. Тоа е предлог законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатијата со општествена и државна собственост, поднесен од пратениците на СДСМ и Сдружената опозиција. Денес, колеги пратеници, имаме можност да им го решиме статусот на околу 4000 лица кои што останале без работа со прогласување на стечај, ликвидација или технолошки вишок во предпријатијата во кои што работеле без нивна вина и кои што во изминатиот период и покрај неколкуте донесени законски решенија не успеале да го решат својот социјален статус, па така денес се во очајна состојба. Колеги пратеници, денес сите ние имаме можност да покажеме дека сме народни избраници и да ја покажеме својата човечност, хуманост и морал. Денес, колеги пратеници од власта, имате можност да се издигнете над партиските интереси и сите заедно да застанеме за интересите на оваа ранлива категорија луѓе кои што не гласале денес овде сите да бидеме во овие пратенички клупи. Денес имаме можност сите заедно да покажеме дека пред се го почитуваме Уставот, според кој Република Македонија е социјална држава и се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на сите граѓани, согласно начелото на социјална праведност. И ако не почитувате како опозиција, тогаш барем почитувајте го Уставот на Република Македонија. Може би моето обраќање ќе ви звучи емотивно или пак патетично, меѓутоа јас не можам да останам нема пред судбината на овие луѓе, затоа што на некој начин тие се дел од мојот живот. Имено, пред да дојдам како пратеник во оваа собрание, на моето работно место во Агенцијата за вработување на Република Македонија имам можност секојдневно да контактирам и да комуницирам со овие луѓе и години наназад работев и живеев заедно со нив, притоа гледајќи ја и слушајќи ги нивните судбини. И верувајте, а затоа знам дека сте и сите вие свесни, очајно им е тешко на овие луѓе. Потресно е да ги гледаш тие луѓе како со солзи во очите, бараат спас за себе, за своето семејство, за школување на собствените деца. Страшно е да се нема основна екзистенција, пари за лекови, за комуналии, за огрев. Вистинска голгота на преживување. Уметност во преживување, колега Муковски, иако се смеете, вие тоа веројатно не сте го почувствувале. Но тогаш не можев да им помогнам. Денес од оваа позиција имам можност заедно со вас тоа да го сторам. И затоа во нивно име, во името на нивната мака, во името на оние кои што повеќе не се меѓу живите, денес ве повикувам, ве молам да не поддржите, заедно да го изгласаме овој закон и да им овозможиме на овие луѓе конечно да излезат од собствената агонија. Денес сите ние имаме можност да покажеме дека сме пратеници на народот. Затоа што, колеги пратеници, пратеничката функција е минлива. Сите ние сепак сме само обични луѓе. И еден ден ќе треба да се вратиме онаму од каде што сме дошле. И ќе треба во очи да ги погледнеме овие луѓе. А јас ќе бидам среќна ако ги видам нивните среќни лица, задоволни и со обезбедена каква таква иднина. Јасно беше дека денес својствено на вас ќе не обвините за популизам, како што тоа го правите со секој наш предлог закон, што е во интерес на граѓаните на Република Македонија, а не е иницииран од ВМРО-ДПМНЕ. Убедена сум дека повторно
ке се обидувате да ја дефокусирате денешната дискусија. Онака како што направивте на Комисијата за труд и социјална политика, онака како што дискутиравте вчера и денес. Ке се обидите да го вперите прстот во лошата приватизација на Социјалдемократскиот сојуз. Кој прв почна, кој повеќе направи за овие луѓе, кој повеќе се грижи за нив. А за да се реши овој проблем, тоа апсолутно не е важно. И престанете да барате вина. Вината ќе ја бараат други органи во владата. Овде е одговорноста. Одговорноста да се реши проблемот за овие луѓе кој што е видлив и постоечки. И затоа ве замолувам, не се обидувајте да ја дефокусирате темата и вниманието на јавноста од вистинските проблеми. Не се обидувајте да ја дефокусирате јавната со дебата кој колку приватизирал во Република Македонија. Тоа е одамна завршена работа и како секаде остави тешки и болни последици. На нас останува да ги поправиме грешките од минатото. А грешки во приватизацијата направиле и ВМРО-ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз. И затоа коректно ќе биде да зборуваме за решавање на проблемите на овие луѓе и нивните судбини. Впрочем, пратениците на СДСМ предложија уставен амандман со кој што се предлагаше да не застаруваат криминалните дела од приватизацијата, но за жал беше одбиен од ваша страна. Затоа дајте да зборуваме за решавање на овој проблем. Овие луѓе не треба и не смеат да бидат предмет на меѓупартиска пресметка. Веднаш да ви кажам, за мене не е најважно кој кого направил стечаен работник. Дали е крив Бранко, Лјупчо, Никола или Зоран. За мене, како актуелен пратеник, е најважно и најболно што овие луѓе се тажна реалност и ние имаме обврска да ги исправиме грешките од минатото. Факт е дека ниту во 2008 година, кога бившиот премиер ги сечеше конците на шаторите на стечајците пред Собранието на Република Македонија, ветувајќи дека ќе го реши проблемот на 10.000 стечајци, заклучно со законот донесен пред избори во 2014 година, иако делумно го ублажи, овој проблем до ден денес останува. И понатаму продолжува голготата на оваа ранлива категорија на граѓани. Овој предлог закон ќе предизвика финансиски импликации од околу 5 милиони евра во буџетот на Република Македонија. И воопшто не станува збор дека се многу пари или средства кои што не можат да се обезбедат во овој буџет. Тежок 3,2 милиарди евра, кој го изгласавме пред повеќе од еден месец, повеќе од сигурно е дека може да се обезбеди оваа сума на пари за решавање на вака горлив проблем. Потребно е само искрена желба да им се помогне на овие граѓани. Потребно е само оваа влада да се откаже на дел од своите непродуктивни трошоци за кои што континуирано укажуваме. Оваа влада потроши тешки милиони за административни згради, панорамски тркала и споменици од бронза. Колеги пратеници, овој пат станува збор за живи луѓе. И според тоа, сите политички разлики и идеологии не вредат ни 5 пари. На крајот, уште еднаш ќе ве повикам. Охрабрете се, покажете ја вашата демохристијанска совест, поддржете го ова наше законско решение, па макар и по цена на партиска непослушност, и дајте да го решиме проблемот на оваа категорија граѓани, со што ќе им обезбедиме каква таква екзистенција и минимум достоинство. Благодарам,